Челични арматури кои се издигнуваат до прозорците. Бетонски столбови и прашина на секаде. Постојано чукање од работата на мајсторите. Ова е секојдневието на семејството Костовски, кое живее во една од најстарите згради на булеварот Трета Македонска бригада во скопската населба Аеродром. Нашиот домакин, Зоран, вели тука е од 1959 година, најпрво со неговите родители, а сега и со свое семејство. Поседува имотен лист за својот стан и со собственик е на дворното место околу зградата, редовно плаќа данок на локалната власт. Приказната поради која сме во неговиот дом почнува во 2007 година. Тогаш се појавува инвеститор кој сака да изгради нова зграда, која би била лепенка и во дворот на старата зграда, онаа во која живеел и живее Костовски. Компензацијата за жителите во старата зграда била понудена во форма на стамбен простор во новата. За тоа бил потребен подпис од сите станари. Другите се согласиле, но Костовски не. Бараше да подпишеме сите одобрение да се гради, да се руши, да се доградува свети работи. Јас не сакав да подпишам затоа што барав јас некоја сигурност, некоја гаранција од градежниот инвеститор, затоа што во тогашно време имаше голем проблем, мислам, со згради не подпишени без гаранции, па барав некоја гаранција, сигурност за мојата фамилија, да не оставам наврна улица, не оставам. Али градежниот инвеститор не сакаше да даде, вика јас не давам тоа, јас сум гаранција, ќе си бркам јас работа моја. И толку беше умаветот и почна да гради зградата, почна да гради. Тоа е оваа зграда, која општина Аеродром, според документите кои ги чува Костовски, во март 2007 година во својот локален гласник при изградено приземје, најпрво ја класифицира како дивоградба. Но по 4 месеци, инвеститорот НГ Инженеринг добива одобрение за градба од општината, а во 2008 година започнува и постапка за приватизација на земјиштето врз кое што е изградена зградата. Костовски тврди, никогаш не бил дел од барањето за приватизација, кое пак било важно за останатите станари да може да поседуваат исправни имотни листови. Но, во одреден момент, открил дека таму стои и негов подпис. Комшика од новата зграда доаѓа и вика, комшија, вика, вака, молам, ако сакате да ми кажете, јас сакам станот да го продам од новата зграда, а бидејќи немам имотен лист, вашиот подпис дали вика е даден, не е даден, за да можам да земем имотен лист, за да може да продам станот. Јас реков, викам, вака, јас не сум подпишал. Ама вика ми кажа, мене вика дека вие сте подпишали, може да имам во катастар да извадам имотен лист да земам таа работа. Тогаш веќе почнаа моите проблеми да видам стварно дали навистина фалсификат е подпише. Тој го открил дека навистина мојот подпис е даден, фалсификуван и исто докажан од МВР Скопје, каде што јас сум бил на графолошко вештачење повеќе пати и од МВР добив дека мојот подпис е фалсификуван. Ова е документот за кој зборува Зоран Костовски, вештачење од Министерството за внатрешни работи со датум од 28.5.2010 година, во кое пишува дека неговиот и подписот на документот не се совпаѓаат. Прашавме во Министерството за внатрешни работи што се случило откако му потврделе на Костовски дека подписот му е фалсификуван. За сега немаме одговор. Костовски тврди дека одговори не добил и од другите институции од кои во тој момент барал одговори, вклучувајќи и општината Аеродром. А соседната зграда, во тој момент, таа веќе била завршена, а комшиите вселени. Но приказната неодамна добива нова епизода. Истиот инвеститор повторно почнува со активности, но сега предмет на интерес е старата зграда, во која живее Костовски. Целта е доградба. Кога во мај минатата година почнала сечата на дрвата околу зградата, Костовски побарал заштита од општина Аеродром, дека му се узурпира имотот. Навистина е нејасно како е возможно инвеститорот кој нема одобрение за градење да презема действија за заградување на објектот и сеча на дрвјата во дворот на објектот. Јас како собственик на стан немам подпишано никаков договор со инвеститорот и од тука невозможно е инвеститорот да добие одобрение за градење.
се обратил и до град Скопје, кој му одговара дека согласно закон и решенијата кои ги поседува, инвеститорот ќе направи пресадување на уништеното зеленило и дека тука завршуваат ингеренциите на градот. Но на што Костовски не го знаел во тој момент е дека законот за градење во член 59а став 1 алинеа 5 предвидува дека за доградба согласност треба да дадат мнозинството сопственици кои представуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, односно дека не мора и Костовски да се согласи за да се вршат градежни дејствија во зградата во која што живее. Па така, овие слики ја представуваат суровата, но легална реалност на градењето во државата. Дека не почна да ги руши тие, да ги сече дрвата сите тука, не знам дека има одобрение за градење. Тоа е една правена тактика. Он имал уште пред тоа, уште 6 месеца порано дозвола за градење, каде што викаат зашто не се жали одмах после одобрение. Јас не можам да знам дека одобрението не знам ја општината не ме известило уопште дека он има дозвола за градење, за да можам да ја тие рок од 15 дена да ги запазам да се жалам. Бев во општина, ме шетав од горе до доле, се жалев исто со дека баравме информации за зградата, се работа. Општина вика не е тоа од јавен карактер, жалите се у град Скопје. Град Скопје се жалевме, вика има одобрение за градење, према тоа нема што да барате. Од општина Аеродром побаравме појаснување и за новата, но и за претходната градба од 2007-та, за одобренијата за градење и за приватизацијата на земјиштето. За првичната градба ни го цитираа одобрението за градење од 2007, но го игнорираа прашањето дека објектот првично бил дивоградба, согласно службениот гласник кој го издава самата општина. За последната градба вела дека се е согласно законските процедури. По правосилноста на одобрението, господин Костовски преку адвокатска канцеларија има поднесувано до општина Аеродром приговори и жалби за кои има добиено одговори за сите од страна на нашата институција. Инаку, по представките поднесени од негова страна, овластен градежен инспектор на општина Аеродром изврши инспекцијски надзор на издаден управен акт, одобрение за градење УП1 број 20.115/2023, согласно со член 146 од Законот за градење и констатира дека управните акти се издадени согласно со Законот за градење. Во периодот што следува во рамките на надлежностите, овластениот градежен инспектор ќе изврши редовен надзор на објектот во изградба. Инвеститорот НГ Инженеринг во одговор до 360 степени најпрво се осврна за својот историјат како општествено одговорна компанија која гради 20 години, а потоа прстот го вперува во семејството Костовски. Според компанијата, тие ги исцрпиле сите можни опции да го внесат Костовски во постапката за градба, нудејќи му повеќе опции за надомест во размена за отстапување на правото на градба. За жал, неговата инертност за градење предизвика штета кај сите останати негови соседи кои наместо да добијат новоизграден стамбен објект, истите ќе добијат само доградба на постојните стамбени единици. На нашето прашање за тоа што објектот во еден момент се водел како дивоградба, компанијата тврди цело време имале дозвола, но како инвеститор за време на градбата поседуваме одобрение за градење кое беше конечно, но не и правосилно. Правосилноста не можевме да обезбедиме од причина што сопственикот на недвижен имот, стан број 12 Зоран Костовски, водеше постапки за поништување на издаденото одобрение за градење, но сите тие постапки завршија безуспешно по него. За обвинувањето дека го фалсификувале потписот на Зоран Костовски за имотот да се впише во административните книги, велат. До денес нема правосилна судска одлука со која е утврдена одговорност за фалсификување на се што е поврзано со лицето Зоран Костовски, во однос на постапката за утврдување на правото на сопственост на негово име на градежно земјиште. Како инвеститор во наведената постапка за приватизација, согласно изготвените налози од надлежниот орган, го исплативме паричниот надоместок за приватизација во целост, при што, како и на сите останати корисници, е впишано правото на сопственост и на Зоран Костовски во јавните книги на недвижности при Агенцијата за катастар на недвижности. Од НГ Инженеринг тврдат и дека не бил потребен потписот од сите станари за одобрението за градба, издадено во 2007-та. Костовски пак останува на ставот дека не можело да се гради без негов потпис. Вели дека е неточно и од му биле дадени повеќе опции. Спротивно на инвеститорот,
не се согласува и дека сега се гради безбедно, како за станарите, така и за работниците. Со тоа копање, кршење на бетонот, ја мислам од 59 година ги имам сите земјотреси поминато, таков земјотрес сигурно од 5 степени. Добро што мислам не се струши, немаше земјотрес, ќе се струши зградата, ќе погинеме сите. Тако кршење, тако мислам нешто што треба човек стварно да го осети, нема комета, нема збори да се опише. Како земјотрес од 5 степени, така цела зграда ја крши и ја, како да кажем, буквално ја распука зградата на два дела. Па сепак, скелињата се креваат секојдневно, а шајките ги најавуваат утрата во домот на Костовски. А тие никогаш не се согласиле на ова. Ке продолжат да прашуваат, кој навистина одлучува што ќе се случи со вашиот дом.